1. Engines full power and lift off. Приватната компанија за вселенски летови SpaceX имаше успешно лансирање од земјата. Од вселенската база Ванденберг во Калифорнија, вселенскиот Джагернаут испрати уште една серија од своите сателити Starlink во орбитата, одбележувајќи ја 77-та мисија за поддршка на глобалната широкопојасна мрежа. Ignition. Lift off. А ова беше второт од Space Launching комплексот во Флорида. Двете мисии во изден ја одбележа 18-та и 19-та мисија на SpaceX досега оваа година. Американскиот производител на воздухоплови Relativity Space лансираше ракета првенствено направена од 3D печатени делови. Компанијата се обиде да го постави својот прв метален 3D отпечаток во орбитата, но по околу 3 минути лет работите тргнаа наопаку. Се чинеше дека горната етапа на ракетата се запали, доведувајќи ја мисијата до неуспех. Компанијата со седиште во Калифорнија претходно половина секунда пред лансирањето на почетокот на овој месец го откажа одбројувањето. И покрај неуспешните тестови и неодамнешното неуспешно лансирање во орбитата, извршниот директор на компанијата не се откажува. This is the world's first 3D printed rocket. It is by far the most amount of 3D printing content of any other product ever made that we're aware of. So it's the largest 3D printed object in the world. Извршниот директор Тим Елис додаде дека ракетата на компанијата може да биде првата ракета што користи течен кислород и течен метан како погон, што би можело да обезбеди опции за почисто гориво. Исто така ова недела во средината на месецот која се одбележува историјата на жените на САД, Axiom Space и НАСА ја открија следната генерација на вселенски костуми што ќе се носат при истражувањето на месечината. Оделата се пофлексибилни од претходните и подобро се вклопуваат за жените астронаути. Оваа недела во Калифорнија Хаиме Хернендес сними видео објекти кои шараат низ ноќното небо. Одговарајќи на онлайн анкета за мистериозни објекти, астрономот Джонатан Макдауел рече дека 99,9% е сигурен дека тоа било согорување на вселенскиот пат од хардверот што некога се користел за пренесување информации до меѓународната вселенска станица. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.